Здраво! На денешниот час ќе зборуваме за концентрации како начини за квантитативно изразување на составот на растворите. Концентрациите можат да се изразат како моларна, бројна, масена и волуменска. Моларната концентрација представува однос помеѓу количеството на растворената супстанца X и вкупниот волумен на раствор. Во хемијата се користат единиците мол на дециметар кубен или мол на литар. Бројната концентрација се изразува како однос помеѓу бројот на частичките од супстанцата X во определен волумен од растворот. Единицата мерка е 1 на дециметар кубен. Масената концентрација се изразува како однос помеѓу масата на растворената супстанца X и волуменот на раствор. Единицата мерка во хемијата која што се користи е грам на дециметар кубен или грам на литар. Волуменската концентрација се изразува преку односот на волумените на растворената супстанца X и волуменот на растворот. Представува неименувана величина, бидејќи дециметар со дециметар кубен се крати или литар со литар се крати и нема единици мерки. Да видиме како може да се пресметува преку изразите за масена концентрација. Например, колку грами калиум хлорид треба да се измерат за да се приготви раствор од 250 см кубни, кој што ќе има масена концентрација од 40 грами на дециметар кубен. Се запишуваат податоците кои што се дадени во задачата и она кое што се бара. Се бара масата на калиум хлорид. Од претходните равенки кои што ги напишавме за масена концентрација, масената концентрација на калиум хлорид се пресметува како однос помеѓу масата на растворената супстанца, во овој случај калиум хлорид, и вкупниот волумен на растворот. Од тука произлегува дека масата на калиум хлорид е производ од масената концентрација на калиум хлорид и волуменот на растворот. Со множење се добива дека масата на калиум хлорид, која што треба да се измери, е 10 грами. Тоа значи дека треба да се извагаат 10 грами од калиум хлорид, а до цртата од 250 мл да се дополни со вода. Еве уште еден пример. Каква е масената концентрација на растворот кој во 300 cm Сега треба да ја пресметаме масената концентрација. Податоците кои што ни се дадени можеме да ги искористиме во равенката за масена концентрација и тоа на местото на масата на калиум карбонат ја внесуваме 15 грами, 300 cm кубни ги запишуваме како 0,3 дециметри кубни, добиваме дека масената концентрација на растворот изнесува 50 Месената концентрација на калиум карбонат во растворот изнесува 50 грами на дециметар кубен. Еве еден пример за моларна концентрација. Да пресметаме колкава е масата на калиум хлорид, што е растворена во 250 cm кубни раствор, чија што моларна концентрација е 0,5 мола на дециметар кубен. Волуменот на растворот е 250 мл, до цртата треба да се пресмета колкава треба да биде масата на калиум хлорид која што треба да се извага. Од изразот за моларна концентрација, кој што е преку односот на количеството на калиум хлорид и волуменот на растворот, и знаејќи дека количеството на калиум хлорид може да се пресмета како односот на масата на калиум хлорид и моларната маса на калиум хлорид, тоа значи дека ако ги замениме за количеството маса врз моларна маса и го запишеме волуменот на растворот, добиваме дека концентрацијата на калиум хлорид представува однос помеѓу масата и производот од моларната маса и волуменот на растворот. Со средување на равенката, бидејќи бараме масата на калиум хлорид, таа ќе биде еднаква на производот од концентрацијата на калиум хлорид по моларната маса на калиум хлорид и волуменот на растворот. Моларната маса на калиум хлорид можеме да ја пресметаме како збир од атомските релативни маси на калиум и на хлор и добиваме дека моларната маса е 74,55 грами на мол. Ако ги замениме сите овие вредности во дадената равенка, ќе добиеме дека
масата на калиум хлорид што треба да се измери е 9,319 грами. Тоа значи дека треба да се избагаат 9,319 грами и до 500 мл да се дополни со вода. Пример уште еден. Колкава е моларната концентрација на раствор кој содржи 20 грами натриум хидроксид во 200 cm кубни раствор. Дадени ни се неколку податоци, треба да ја пресметаме концентрацијата. Тоа значи дека масата на натриум хидроксид е 20 грами, вкупниот волумен на растворот е 200 cm кубни, ние треба да пресметаме колкава е концентрацијата на натриум хидроксид во овој раствор. Концентрацијата според формулата од претходните примери, дека е однос помеѓу количеството на натриум хидроксид и волуменот на растворот. За количество знаеме дека е однос помеѓу маса и моларна маса, следи дека исто ако направиме замени, ќе добиеме дека концентрацијата е еднаква на односот помеѓу масата на натриум хидроксид и производот од моларната маса и волуменот на растворот. Моларната маса на натриум хидроксид повторно можеме да ја пресметаме како збирот од атомските релативни маси на натриум, кислород и водород и да ја добиеме релативната молекулска маса 40,004 помножена по грами на мол представува моларна маса. Ако овие вредности исто ги замениме во формулата за концентрација, на местото на масата на натриум хидроксид е 20 грами, моларната маса на натриум хидроксид е дадена, пресметана 40,004 грами на мол и волуменот од 0,2 дециметри кубни, се добива концентрацијата на растворот на натриум, концентрацијата на натриум хидроксид растворот изнесува приблизно 2,5 мола на дециметар кубен. Еве уште еден пример. Колкава маса натриум карбонат треба да се измери за да се приготва 250 cm кубни раствор од натриум карбонат со моларна концентрација од 0,2 мола на дециметар кубен. Во задачата ни е дадена концентрацијата, даден ни е волуменот на растворот, се бара колку треба да се измери од натриум карбонат за да се приготви овој раствор со концентрација од 0,2 мола на дециметар кубен. Исто како и претходно се запишува формулата за концентрација, која што представува однос помеѓу количеството и волуменот на растворот. Заменуваме за количество на натриум карбонат маса и моларна маса, кои што можат да се пресметаат. Тоа значи дека масата на натриум карбонат со средување на равенката представува производ од концентрацијата на натриум карбонат, неговата моларна маса и волуменот на растворот. Со множење на сите дадени величини, се добива дека масата на натриум карбонат е 5,3 грама. 5,3 грама. Еве неколку вежби, како домашна работа може да се решат. Благодарам.